Ова не беше исходот што повеќето французи го очекуваа. Наместо победа на крајната десница, левичарската коалиција Нов народен фронт освои најмногу места во Националното собрание, што представува неуспех за десното крило, антиимигрантскиот национален собир. Откако напредуваше во првиот круг, Националниот собир се најде на третото место во вториот круг зад центристичката коалиција на председателот Емануел Макрон, која помина подобро од очекуваното, но сепак загуби речиси 100 места и релативното мнозинство во долниот дом. Премиерот Габриел Атал засега останува на функцијата, но за Макрон останува неизвестно. Многумина ги припишуваат резултатите на левицата на така наречениот републикански фронт од мејнстрим партиите, за да се спречи екстремната десница да победи. Мислам дека најверојатното сценарио во моментов е левиот блок или Нов народен фронт и партиите што го поддржуваат Макрон да имаат некаков договор за коалиција или барем некаков договор за соработка. По наклонувањето кон десниот центар, францускиот председател и неговиот сојуз сега можеби ќе треба да се придвижат лево. Макрон можеби ќе треба да владее со политичката опозиција, нешто што никогаш не го направил во неговите 7 години на власт. Аналитичарите како Вебер велат дека Макрон најверојатно ќе ја задржи контролата врз надворешната политика која ги поддржува Украина, Европската Унија и НАТО. Но можното сојузништво со левицата може да ја запре или повлече домашната агенда на Макрон, вклучително и контроверзното пензионирање, но и други реформи. Политичките поделби на Франција се рефлектираа на секаде, особено откако согласањето се спротивставија крајната левица и екстремно десничарскиот кандидат. Гласав за левицата. Тие ги имаат вредностите во кои верувам. Така беше и за Јанина Керкини, керка на алжирски имигранти, која е загрижена за екстремната десница. Луѓето кажуваат повеќе од она во што навистина веруваат. Го гледаме тоа секој ден. Тие не се сеќаваат на историјата. Тоа ме прави тажна. Од Националниот собир се разочарани, но сепак освоја десетици нови законодавни места и останува главна сила пред председателските избори во Франција.